Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во првата емисија Под лупа во оваа година. На самиот почеток да ви ги честитам новогодишните и божикните празници. Ви посакувам добро здравје и берикет на година. Многу празнување остана зад нас, но имаме уште за славење. Јануари е богат месец. На прагот сме на еден голем христијански празник, Богојавление Водици, кој што посебно се чествува во нашиот град Охрид. Подготовките се при крај и на таа тема вечерва ќе разговараме во емисијата Под лупа. Имам двајца мои гости, затоа што темата е широка и многу луѓе, многу институции се инволвирани во организацијата на овој празник. Во првиот дел ќе разговараме со Стефчо Маслов, член на организациониот одбор или на координативното тело, кое што е задолжено за организација на се она што ќе се случува околу овој верски празник. Благодарам на поканата. Би ги поздравил гледачите на вашата ценната емисија и би ги искористил приликава исто да ги честитам и божикните, новогодишните празници и празникот Богојавление кој престојува на наредниот период. Овој празник најпрвин со својата верска димензија, па понатака и со се она друго што е карактеристично за одбележувањето во нашиот град Охрид, станува препознатлив белег на градов и со тоа уште поголема е нашата одговорност организацијата да биде на едно највисоко ниво. Вие сте вклучени годинава во организирањето на се она што е поврзано со празникот, но и со ден пота, ќе зборуваме и за тоа, познат како денот на рибарите. Од минатата или предминатата година организацијата падна на локалната самоуправа и вие како представник на јавното предпријатие Комуналец некако сте најповикани да бидете вклучени во сето тоа. Па до каде се работите? Значи, веќе неколку години, значи, организацијата на верскиот празник Богојавление Водици, значи, припадна, значи, на локалната самоуправа и на Дебарско, на Кичевската епархија, значи. Партиципираме повеќе членови од различни, да речем, бранши, вклучени се тука јавните предпријатија, локалната самоуправа, Црвениот крст, претходни фаќачи, значи, сите оние кои со својот допринос, значи, може да придонесат за поуспешно организирање на самиот празник. Значи, организацијата на овој празник подразбира повеќе димензии. Значи, тука е прво одсредување на пристанишниот централниот дел, значи, на градот. Китење на самиот град, значи, централното градско подрачје, пристаништето, обележување на патеките каде што ќе пливаат сите кога ќе се фрли честниот крст, поставување на тезги, китење на канделабрите, значи, со зеленики, со бршлен. Тоа е, значи, склоп на повеќе работи, па да се дојде до на финалното кога ќе се положи честниот крст во водите на Охридското езеро. Веќе празничниот амбиент се чувствува во градов, се гледат оние препознатливи знаменца со ликот на Свети Јован Крстител и Исус Христос, значи кој што ги има во централното градско подрачје. Докаде сте со китењето, мислам дека до утре би требало сето тоа да заврши. Денес интензивно работевте, сите јавни предпријатија бевте на терен. И во сабота, еве се, ова година се падна во викенд да биде, па се очекува една поголема масовност на посетители од сите делови на државава, па и од странство. Самиот празник прерасна во еден бренд на градов кој стана и препознатлив, значи, за самиот град, бидејќи вака во изминатите години посетители се ближи бројката од прилика до 10.000. Значи, тука покрај домашните, покрај охриѓаниве и домашните гости, како гости доаѓаат и од соседните држави, значи, гости. Се очекува бројката да се надмине, затоа и организацијата е на малку повисоко ниво. Со подготовките започнавме, знаете, поради снежните врнежи од минатата среда, значи, од 9 навака, почнавме со интензивно чистење поради обилните снежни врнежи. Дали ќе ни биде градов чист? Да, градот ќе биде задоволително чист, значи, чаршијата, снегот од чаршијата сакам да наполнеме скроз, значи, дисчистен и подигнат од страна на јавното предпријатие, патеките кои водат до градското пристаниште, самото градско пристаниште, градскиот кеј, се задоволително изчистени, значи, буквално нема ни трага од снег на тој дел. Од градов, значи, денеска изгледаше доста интересно, бидејќи сите јавни предпријатија, сите чинители
кои се вклучени во организација на овој празник беа на градското пристаниште и се работеше, беше интересна гледка и самите посетители беа од градов, значи излезени, така се искористи доброто време денеска на градското пристаниште, значи ги поставивме стазите кои одбележуваат патеката за пливање. Сакам да напоменам сите оние кои ќе скокаат по честниот крст да пратат таа патека, тоа е испитана патека од страна на Црвениот крст, каде најбезбедно ќе стигнат до самиот крст, значи од самиот спуск кај градското пристаниште. Поставивме 15 тезги, напоменав, кои ќе користат сите оние кои сакаат да донираат топла ракија, вино на денот на фрвањето на честниот крст. Поставена е бина за оние телевизиски куки кои ќе вршат, имаме повеќе ова година за прв пат, кои ќе вршат директен пренос од положување на честниот крст во водите на Охридското езеро. Дојде денеска, пристигна и казанот, значи се постави, тоа сакам да ви напоменам, значи се постави на друга делот, локација, на друга, ќе ви дам и објаснение за тоа, на делот на Малиот плоштад, поблизу на хотелот Александрија. Тоа се направи од безбедносни. За тоа ќе зборуваме малку подоцна, да одиме редоследно, значи прво за самиот ден Богалење Водици, па потоа ќе зборуваме за видовте во вчерашниот ден Јован. и започнавме активностите, како што кажа повторно, на улицата Македонски просветители се поставени оние препознатливи верски знамиња, а денеска почнавме со поставување китеј на градот со малите верски знамиња. Денеска софати улицата Коста Абраш и Самуилова, како и црквата Света Никола Герекомија, каде што има служба на самиот ден, каде што е една од црквите од каде што со литии се излегува према градското пристаниште. Софати малиот плоштад денеска, целиот дел на градското пристаниште, до кај Шанко Джигово, побараен дел од граѓаните Долна Башка Мала се излезе во сусрет, се украси делот пред хотел Тино и делот околу споменикот на Свети Климент, на самиот градски плоштад. Утре продолжуваме, ќе се опфати целата чаршија до црквата Свети Богородица Каменско, каде што ќе биде централната богослужба, каде што ќе биде присутен господин Тимотеј, владиката, граначалникот и оттаму исто е една од црквите, тај од Света Ѓоргија Горна Башка Мала, ќе се упатат трите лити во 15 за 10, ќе се упатат према градското пристаниште и во 10, како секоја година, е положување на честниот крст во водите на Охридското езеро. И сега кажавте дека патеките веќе се обележани и да напоменеме за гледачите и за сите оние кои што се заинтересирани да си ја пробаат среќата и да бидат избрани меѓу сите тие да го фатат честниот крст, дека најбезбедно е значи да пливаат по таа патека затоа што неодамна нуркачите го изчистија дното на езерото кај пристаништето, но на тој опфат ако малку се оди лево десно може да биде и поризично затоа што од Црвениот крст не информираат дека има на дното некои метални предмети кои што можат да нанесат и некои физички повреди. Затоа ете уште еден апел еве да упатиме преку оваа емисија сите оние граѓани да ги почитуваат правилата и да ја користат патеката, но и сите оние упатства кои што ги даде Црвениот крст, хитната медицинска помош, каква треба да биде состојбата и здравствена и психофизичка за да можат да скокат во водите на езерото. Дали почна пријавувањето? Требаше од денес веќе да започне сето тоа? Како пријавувањето, значи до пред неколку години започна и пријавувањето се врши во овие три цркви. Значи секој оној кој ќе се пријави се евидентира и добива мајца со ликот на Свети Јован Крстител. До денес отприлика 300 над 300, значи лица се пријавени кои ќе скокаат во водите на Охридското езеро. Сакам да напоменам и температурата да се знае негде околу 6,5 степени, прилично ладна. Тука сме во координација со Црвениот крст, со господин Сашо Точков. Како и секоја година имаме два пунктови. Едниот ќе се постави значи пункт шатор, тоа е помеѓу ресторанчот и градската капетанија, а другиот на самиот кружен тек. Значи тука ќе се вршат прегледи за сите оние лица кои ќе скокаат и добро да се направат и би дал апел значи до лица кои ќе скокаат да не конзумираат алкохол пред скокањето во водите на Охридското езеро, бидејќи се работи, знаете, деновиве за екстремно ниски температури, мада во наредниот период ќе се надеваме дека температурите ќе бидат понаклонети, значи ќе имаме добро време.
Имаме значи два чамци во собственост на Црвениот крст со нивни спасители обучени. Како јавно предпријатие локална ангажиравме дополнителни два чамци со наши вработени кои имаат положеност за управување со моторен чамец, во кој покрај нив ќе биде и по едно лице од езерската полиција, како и патрулен чамец на езерската полиција. Значи, сите служби се ангажирани. Сите сте мобилизирани. Да, сите сме мобилизирани, сите ќе бидеме и тој ден, и наредниот ден, значи и утре во оние подготовки, финални што следат и мислам дека, како и секоја година, прво се надеваме дека секоја година ќе бидеме подобри од претходната, али свет ќе помине во најдобар. Сега ме интересира, разговараме во очи празникот, но сме разговарали од кога ќе помине празникот, дали се тоа што е условно кажано како некој пропуст се зема во предвид за наредната година. Предпоставам дека ова координативно тело, иако неодамна се формираше, но подготовките некако траат во текот на цела година и се она што се некои аномалии се трудите да ги отстраните и како што рековме да секоја година да бидеме се подобри. Значи би напоменал, пошто Охрид прилично мал град, сите добро се познаваме и водици подготовките не започнаа вчера, тие траат преку цела година и значи како што ви напомнав во почетокот на емисија, водици е бренд за Охрид и Охрид живее за овој празник и сите живеат. Значи за овој празник и сакаат да партиципираат, да помогнат и да учествуваат во подготовките. Примаме, значи координативното тело е неколку години. Јас за себе сакам да напомнам, учествувам многу одамна како вработен, како дел од тимот од јавното предпријатие кој учествува во подготовките на овој празник. Значи ние се гледаме, се консултираме преку целата година, се со цел да ги подобриме и да ги отстраниме и оние мали аномалии кои се јавуваат. Значи сакаме да биде во најдобар ред, да нема забелешка ни према организаторите, најмалку према делот према црквата. Дали некакви новини ќе има годинава или останувате на значи, она што е веќе добро позната пракса и покажало добри резултати? Ја прифативме сугестијата на црковните лица, тука ќе биде и дел, како што напомнавте, Илче Ристевски, значи во вториот дел од емисијата, значи прифативме дека првиот ден Богојавление Водици треба да се обележи во духовниот дел. Значи да нема пропратни културни манифестации што ќе оттргнат на правата намена и обележи на тој ден. Значи, денот Богојавление Водици ќе се обележи онака духовно како што налага со црковна музика и со верски обележи. Понатака, кој како сака може да се организира индивидуално самиот ден. А вториот ден има друго обележи. Така. Години наназад многу дискутабилна тема беше организацијата на овој празник и некако мислам дека главниот проблем за некои пропусти кои што беа правени беше слабата координација помеѓу тоа некое тело или организација која што тогаш постоеше со црквата. Значи сега колку што гледам координација има. Така. Значи сакам да поздравам да речем соработката помеѓу координативно тело, да речем сите партиципанти кои се и делот од црквата. Значи прво се договараме, примаме сугестии, прифаќаме што е позитивно, што е негативно, она што не може да помине, нема да помине. Значи имаме да речеме еден консенсус за одржување, значи не сакаме да има незадоволни, сакаме сите да бидеме задоволни. Така. Овој празник кажав дека веќе излезе од државните рамки, предизвика голем интерес, со тоа и голем публицитет. Со тоа се даде и некоја поинаква димензија, но сепак еве од пред 2 години повторно го враќаме на корените, значи на она што е негово основно обележје, што е автентично, а тоа е верското значење и тоа е навистина добро. Малку еден период избегавме од тоа, но добро е што се враќаме повторно на она што е суштинското, есенцијалното и сето она што значи верско обележје на празникот. Не дека нема да го искористиме истиот, бидејќи Охрид е туристички град, да привлечеме и туристи и гости од другите делови на Македонија, но и пошироко, но сепак да си го задржиме тоа што е основно и што е автентично. Дали меѓу пријавените има и некои од другите градови на Македонија, можеби и странци? За странци немам точна информација, но од околните градови да има. Од сите околни градови секоја година доаѓаат лица кои скокат по честниот крст. Така. Најповеќе, да речем, има од Битова,
кои доаѓаат секоја година, тоа се тајфи, значи што секој има желба, секој што скока во водите на Охридското езеро, да чуете каква е температурата, секој е со желба да го фати честниот крст. Значи, реков тој што ќе го фати е можеби избраниот меѓу сите тие што ќе учествуваат во тој чин, но и сите тие на некој начин се благословени со самото тоа што решиле да го направат истото. И во вториот дел ќе зборуваме малку од верскиот аспект. Велат свештените лица дека со самото влегување во водите и со добрата мисла, значи ние сме веќе на некој начин помилувани од Бога. Што мислите, паква рошанец ќе уфати? Па јас пошто доаѓам од таа средина се надевам искрено. Некако секоја година тоа се повторува и секогаш дискутабилно зошто е тоа така, но како што рековте дека координативново тело се подготвува во тек на цела година за добра организација, мислам дека и тие тајфи кои што се од стариот дел на градот цела година уствари цел нивни живот се подготвуваат за еден ваков чин. Тоа е интересно, значи тоа се помладите, да речем, генерации сега, тоа е договарање, значи. Се пренесува ли традиција на помладиве генерации, како се заинтересирани? Сите живеат за овој ден, сериозно. Стариот град, пошто гледате, мислам, доста куки се isпродадоа, се помалу и помалу, значи, има од младата популација, но тие што останаа, подготовките му траат преку целата година, значи, од кај ќе скокнат, како ќе фати, дека треба да нурнит, па да пипат по самото дно. Се работа за екстремно ниски температури и вистина е храброст. И добра тактика треба. Така, и добра тактика, нормално. Добро, ќе видиме, значи сите сме со нетрпение го очекуваме овој ден, посебен по многу нешта и ќе видиме кој ќе биде најсреќниот. Дали вие сте некогаш сте скокали по честниот крст? Да, и какво е чувството, еве? Какво е чувството? Голема, значи се работа за поголема бројка на луѓе што скокат, значи првото чувство на скокање го губи самиот здив. Значи се работа за промена на температура, скокање во владните езерски води, треба добра примера. А што е она што те понесува? Значи, која е... Желбата. Желбата, значи, за секој е подвиг. Зошто токму еве таа година некој решава да скока? Дали нешто ќе го поттикне, ќе го понесе или... Тоа доаѓа однатре. Мене ако ме прашате, доаѓа однатре. Значи, чувство кое те понесува и доаѓа од самата душа, да процени самиот дали можеш и е голема желба, значи и јас можем да потврдам, е голема желба да скокнеш, да бидеш дел од тајфите и да учествуваш како дел од, ајде да не речем сега јас сум дел од организацијата, ама дел од оние кои пливаат по честниот крст, на самите води. Така. Бидејќи сте од јавното предпријатие Комуналец, покрај ова што се организирате за овој голем верски празник, каква ќе биде хигиената во градов? Дали ќе биде чист, уреден, се онака како што треба да се покажеме и од тој аспект во најдобро светло? Значи, за нас нема одмор. Ви напомнав, од 9 јануар ние сме постојано на работа. Ни се деси тоа со снежните врнежи, значи, поголеми количини на врнежи беа. Постојано сме на работа, во 2, во 3 смени, оноко колку што има потреба. Централното градско подрачје е припремено. Дента, во договор со станицата, полициска станица, значи, имаме протокол кога со возилата треба да излеземе, како да и подигнеме. Постојано ќе имаме дежурни екипи, пајак службата ќе биде на пристаништето, како и сите вработени од делот на јавна хигиена, паркови зеленило и услужна хигиена. Значи, пред манифестацијата тоа ни е обврска, да го средиме тој просторот од црквите, просторот каде што се движат сите оние кои ќе дојдат да го гледат положувањето на честниот крст во водите на Охридското езеро, но за нас тука не завршува. Знаете, се работи за огромна бројка. Да, манифестацијата завршува, луѓето ќе се разотидат, но останува отпадот. Мораме да го организираме потоа све да се врати во првобитна положба. Не успев да напоменам, покрај тоа ние канти, мислам, поставивме во централното градско подрачје нови корпи за ситен отпад, но секоја година на овој празник поставуваме уште 20 корпи за ситен отпад, тоа се пластични 120 литарски канти. Апел до граѓаните да не се фрва ништо на земја, значи покрај самите тезги ќе бидат поставени тие корпи, зелени корпи каде што целиот отпад би ги замолил да го депонираат онаму каде што треба, али сепак сме тука ние оние аномалии да ги отстраниме. Остануваме тука до завршување на цела манифестација,
го враќаме градот во првобитна положба, понатаму можеме да славиме. Ке славиме 2 дена. Значи славиме во сабота на Богојавление Водици, славиме на Свети Јован, наредниот ден, познат меѓу Охриѓани како денот на рибарите. Има повеќе, ајде да ги кажам, приказни преданија зошто тој ден е така наречен, но ние некако и на овој ден му дадовме едно посебно значење и посебно обележје и некако многу го доближивме до граѓаните и до народот и се вклучуваат активно во неговото подготвување и во се она што е пропратен елемент на чествувањето на овој ден. Меѓу другото, најкарактеристична е рибната чорба, подготвувањето на оние специјалитети од риба. Веќе рековте казано дека е донесен и поставен на малиот плоштад кај некогашната библиотека. Другите години тоа се случуваше на Сараиште. Зошто годинава се менува локацијата? Значи, првично беше договорено да биде Сараиште согласно традицијата на капење на рибарите. Значи, како што напомнавте, тоа потекна од многу одамна, кога повложувањето на честниот крст во водите на Охридското езеро било забрането. Значи, рибарите на 20 значи прекинувал значи доне ловостој или познат кај Охриѓани татил. Тоаш бил прв ден кога рибарите ќе фрлеле мрежи и се враќале на Сараиште, каде што биле спростурите, вино, ракија, знајте, па ќе се искапеле. И така прерасна во една традиција, а тоа е со, мислам, која е прифатена пошироко, а тоа е со цел, значи, да се прошири малку самава манифестација, да привлече што повеќе туристи, да биде попрепознатлив и самиот празник. Оваа година, пак ќе се навратам на снежните врнежи, од безбедносен аспект, решивме да биде на малиот плоштад, бидејќи стариот град прво се работи за специјално возило, благодарност до Сдружение на возачи, кои ни го отстапија, го се зеде казанот, тоа е казанот се зема од Штип, село Сарчево, значи од кај манастирот Света Петка, и значи треба преку стариот град да се спушти до Сараиште, имаме снежни остатоци, и е ризично да се спушти кај Сараиште, има доста кајчина кои би требало да се отстранеат, па количини на снег, и од тој аспект решивме, значи не менуваме ништо, традицијата ќе се остане понатаму Сараиште, но оваа година на малиот плоштад. Од овој безбедносен аспект. Што е околу подготовката на чорбата, кој се ќе биде тука ангажиран, дали рибата веќе е набавена, колкава количина на риба, колку чорба ќе има и каде се ќе можат граѓаните кои што сакаат да ја пробаат да добијат од неа. Значи вака се, сакам да напомнам дека казанот е донесен. Денеска е комплетно исчистен, сега е саниран, вечерва, значи ќе има дежурни служби на СВР Охрид, кои од безбедносен аспект ќе го обезбедуваат до чинот на приготвување на чорбата и до чинот на искористување на целата количина. Ќе ви напомнам понатака за што све понатака ќе се искористи чорбата. Значи, тука ќе се поставене на горниот дел. Сакам да ги известам граѓаниве дека Хотел Александрија, кафе барот Порта и ресторант Чута, оние маси кои ги имаат на градското пристаниште, ги отстапуваат во недела. Значи, манифестацијата ќе започне во 11:30 до завршување на манифестацијата за граѓаните кои ќе дојдат да вкусат, се надевам, една добра чорба ќе биде, бидејќи се инволвирани повеќе чинители тука. Значи, ги остапуваат масите за сите оние кои ќе дојдат на градското пристаниште слободно. Мислам, тоа сакам да ги известам лицата. Значи, ќе имаме неколку тезги каде што ќе се врши, значи, ќе имаме точење на вино. Досега се пријавени, мислам, 3 винари. Во тој дел, значи, немаме никаков проблем. Дали ќе има тука некаква забавна програма, нешто? Дали ќе им бидат вклучени? Минатите години имавме некои групи кои што ја практикуваат, кои што ја негуваат нашата староградска охридска песна и некако навистина автентично се вклопуваше со овој ден. Дали годинава ќе има таква забава? Веќе поставена е мала бина на малиот плоштад, значи од групите, пошто рековме првиот ден е духовен, вториот ден имаме мала манифестација, значи ансамблот Билјана Јуниор, значи ќе ги забавуваат охриѓани од 11:30 почеток, ги повикувам граѓаните масовно да се вклучат, масовно да дојдат. Значи, имаме обезбедено
500 килограми на риба, не е автохтона, ама чорбата ќе биде добра. Вклучени се, значи, тука Средното гостителско училиште Ванчо Питошевски, значи професорите, како и дел учесниците, кои ќе ја приготват чорбата на малиот площад. Така, кога се тоа треба да заврши? Па, прилика околу 15 часот завршува. Но не и за вас. За нас остануваме до крај, ние дека го вратиме во првобитна положба градот, мораме да останеме. Така. Дали ме интересира после сите овие случувања, координативното тело се состанува и анализира што било направено, што не било направено, ако имало некои пропусти да се потенцираат, она што било добро да се запише, да се забележи за наредната година, да сме здрави и живи. Тоа активно го правиме секоја година во просториите на локалната самоуправа, во општина, значи имаме состаноци, значи пред и после тоа и вршиме анализа на целокупните активности и гледаме пропустите, гледаме да ги отстраниме, како што ви напомнав, гледаме секоја година поуспешни да бидеме. Значи со тоа, значи не вршиме презентација на самиот град. Значи, колку позадоволни со Кригјани гостите, толку секоја година во поголем број ќе дојат. Значи, добриот глас надалеку се слуша, џабе не рекли. Така. Во што се вклучени другите јавни предпријатија? Дали еве јавното предпријатие Билјанини извори овие денови ќе има возможи на граѓаните и на гостите бесплатен паркинг? Други години тоа било пракса? Така, значи вака се да ви напомнам. До СВР Охрид е побарано за денот на Водици, значи Боговление Водици 19 и 20 да немаме паркирање на делот од рампа до градското пристаниште, како да исто така да немаме и движење, односно сообраќај, полиците кој Стабраш и Самойлова. Така, што е многу значи од утре вечер, да. Од 12 часот прекинува влез во према делот на градското пристаниште, за тоа ќе се погрижат, значи, службите на полициската станица Охрид. Значи, пајак службата ќе биде нивно располагање, значи во делот на градско пристаниште за првиот ден до кај пределот на малиот площад нема да има ни едно возило. Од прво и од безбедносен аспект, второ и затоа што очекуваме масовно да дојдат повеќе од 10.000 граѓани, како и секоја година, а за другиот ден, веќе од 8 часот, имаме затварање на улиците Коставра, Самулова, како и делот од кај рампата кај поштата. Значи нема да имаме на тој дел движење ниту паркирани возила. Така. Добро, јас ви посакувам навистина се ова што е ваш досегашен труд да вроди со плод, да имаме добро организиран настан, денот да протече во најубав ред, да нема никакви инциденти, да не послужи времето и со Господ напред, ете, да ни се осветат водите на езерото и на сите нас што живееме тука, да ни донесе благодет оваа година. Благодарам за учеството во првиот дел на емисијата Под лупа. Она што беше вашиот дел, ете го елабориравме. Во вториот дел ќе зборуваме малку за овој празник, но од верски аспект. Благодарам уште еднаш. Кам, постојано ниски цени. Калинка 1 килограм 45 денари. Сирење салакис 900 грама 179 денари. Свинско месо сечкано 1 килограм 189 денари. Тетратка А5 формат 10 денари, А4 формат 20 денари. Кам, купувај мудро. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид, во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана, и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони. Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвеќиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме и со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар.
Доел Бейбунар има овластување и врши обука за практично способување за ракување со оружје, и тоа пиштол, ловна пушка и малокалибарно оружје. Обуките се одржуваат во просториите на стрелиштето Бейбунар Охрид. Телефони за контакт 075 247 726 078 247 726 075 261 775 070 261 760. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Викенд акција во Миса Маркети. Синалко кола 1,5 литри, 1+1 гратис за само 33 денари. Моги солени фстаци 60 грама 69 денари. Сончогледово масло Диамант 1 литар 49 денари. Мандарини 1 килограм 39 денари. Пронто за дрвени површини 750 милилитри 149 денари. Бекутан влажни марамчиња 72 парчиња за само 68 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Празнична акција во Кармен Бау Центар. Разубавете ги вашите подови со производи од добро познатиот бренд Swiss Chrono. За истакнување е новиот производ во нашиот продажен салон Таркет. Трослоен паркет во многу нијанси и дезени, сортирани во 14 колекции. Кармен Бау Центар. Погребално предпријатие Две солзи. Ние сме тука, во тешките моменти во животот, да обезбедиме професионална поддршка. Со долгогодишно искуство во обавување на дејноста, ги нудиме сите погребални услуги и безпрекорна организација на достоинствен чин на погребување. Деловните простории на Две солзи се лоцирани на улица 15 корпус број 85 према градските гробишта. Мој втор гостин вечерва, Илија Ристески. Вие сте исто дел од координативното тело кое што е задолжено за организација на празникот, но како представник од Дебарско-Кичевската епархија. Само малку ќе зборуваме од тоној верски аспект на Богојавление Водици и од каде всушност треба се да започне тој ден. Значи започнува од црквите, од литургијата и од поголемата свеченост на овој ден ќе му ја даде масовноста на граѓаните кои што ќе ги посетат верските храмови. Така. Како е сето тоа изорганизирано, во колку часот започнуваат литургиите, во кои се цркви ќе има литургија, богослужба, значи за овој ден и потоа од каде ќе тргнуваат литиите, треба да се најдат на градскиот плоштад. И ова година, значи, како и претходните, Дебарско-Кичевската епархија, заедно во соработка со локалната самоуправа, јавните предпријатија Црвен крст, Нуркачкиот клуб Амфора и сите оние поединци помагатели на овој празник го организира, значи, целосно и ја подготви програмата за самиот празник. Дебарско-Кичевската епархија веќе извесен период излезе со
програма и распоред на богослужбите, така да централната богослужба ова година ќе биде во црквата Успение на Пресвета Богородица Каменско, каде што ќе чини началство неговото високо пресвещенство митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. Утринската богослужба во црквата започнува од 7 часот, доколку во 8 часот доаѓа неговото високо пресвещенство, значи пречекот на владиката ќе биде во 8 часот, додека во 9:45 после завршувањето на литијата тргнуваат во 9:45 према градско пристаниште. Ова е централна богослужба во Каменско, бидејќи таму чиноначалствуваат владиката, нели? Мора да напоменам дека ова е празник кој исто така се прославува во секој град, во секое село и во сите оние места каде што има услови за да се прославува. Така да исто така ќе има во црквата Свети Никола Геракомија, таму се има традиционално, нели, од каде потекнува овој централен настан на градското пристаниште, исто така и во црквата Свети Ѓорги во Горна Влашка Мала, каде што се богослужи. Од тие три цркви, значи сите се упатуваме према градско пристаниште, масовно, каде што во 10 часот ќе се положи честниот животворен крст во водите на во водата на Охридското езеро. Значи годинава исто како и минатата, ќе фрлањето на крстот ќе биде од така наречено меѓу Охриѓани колцето, значи так. од градското пристаниште кај светилникот, а не од некој од бродовите. Да, па тоа останува исто, бидејќи овие неколку години гледам дека е тоа успешно и гледаме по реакциите на самите граѓани и од тие причини одлучивме повторно да биде на колцето, бидејќи оттука е најубаво и убаво е обележано, нели, со самите стази во водата, така да убаво и така и поатрактивно е и поубаво е од самото колце да се врла крст. Така. Предходниот мој соговорник кажа дека околу 300 веќе граѓани се пријавени денес, значи од денес започна пријавувањето, останува уште утре, па можеби на самиот ден некој ќе сака да се пријави, да се пријават. Еве, од прилика да речеме околу 500 можеби луѓе ќе скокат. Да, вообичаено така е. Секоја година над 400-500 луѓе се пријавуваат со оние податоци што ги добиваме од црквите, бидејќи таму се пријавуваат чисто формално, секој да добијат маичка, нели, имаме изготвено и флаери со програма на самиот празник Богојавление и за денот на рибарите. Така да таа бројка се движи секоја година. Ме интересира колку од нив доаѓаат на утринските богослужби. Значи, дали доаѓаат само на самото фрлање или го почитуваат сето она што е поврзано со овој празник. Затоа што добро е да се започне од црквата, да се помолат во раните утрински часови, па потоа да продолжат понатаму со литиите и со фрлањето на крстот. И самата смисла на празникот е тоа. Самиот празник се слави и се прославува црковно и самата прослава е во црквата. Нели, јас апелирам до сите да дојдат и да ги посетат црквите и богослужбите кои може да присуствуваат на литургија и така да сите се упатиме према градско пристаниште каде што ќе се положи честниот и животворен крст во водата. Секој е потенцијален фаќач на крстот, секој кој ќе се потопи во водата е фаќач исто така на крстот. Веќе самиот владика во својата беседа која е поделена по црквите и напомнува дека тој зборува за Божјата благодат, дека Божјата благодат ни се дават по милосрдието од Бога, така да секој кој ќе се потопи или ќе се допри до водата и добиват и благодат од Бога и благослов. Со што ќе биде даруван најсрекниот, иако тој веќе е даруван од Бога со самото тоа што успел да го фати честниот крст, но сепак символично му се дава, можеби повеќе како едно подсетување, сеќавање, спомен на овој убав настан, се дава некој подарок од страна на црквата или од некои помагатели и спонзори на овој настан. Годинава што ќе биде? Неговото високо пресвещенство господин Тимотеј секоја година традиционално сиве години, значи секогаш на тој што ги фати крстот го даруваат со златно ланче со крст, доколку овие изминати неколку години како локална самоуправа и црква, општината
го даруваат со икона на самиот празник Богојавление. Ево сега, како што разбрав, дека исто така општината донатор имат Митко Унковски, тој ќе донират филигрански крст исто така на тој што ќе офати крстот. Така. Од кога ќе заврши, значи, самиот чин на фрлањето и на фаќањето на крстот, што понатака, што следува после тоа? Па, нели завршуваат сега со самото положување на честиот и животворен крст, тука и завршуваат нели водосветот и знаете дека сите тогаш масовно сите полнат вода за дома, сите си земаат за благослов. Кој е значењето на оваа вода, еве? Многу од граѓаните ја полна таа вода, но не го знаат значењето. Ете, така е адет, велат. За адет, меѓутоа, ова се прави во годината еднаш се прави ова вода, овој водосвет, што го викаме Богојавленски, голем водосвет Богојавленски, еднаш во годината се прави точно на овој ден. И така да има луѓе што самата вода осветена ја чуваат и со години, истата, со датум запишан од која година и таа вода бидејќи е света, седи не испарува, доколку обично на осветена вода испарува. Така да ова осветена Богојавленска вода еднаш се прави во годината, значи ваков Богојавленски водосвет. И што може таа понатаму да се користи или? Секој си ја зема дома за благослов, нели, во куќата си ја пијат верниците преку година и така. Секој се користи. А што е околу на капење во езерото, значи ете што символизира тоа, дури имаме и масовно капење наредниот ден, на денот на Свети Јован. Би сакал да напоменам да ова секоја година исто така имаме традиционално групно крштевање во местноста викана Сараиште, така да и ова година ќе имат. Тоа ќе во 12 часот. Така да ево еден апел да упатам сите оние кои не се крстени и имаат желба да го направат тоа, може да го направат на овој свет ден на Богојавление на самиот ден. Крштевањето ќе биде во 12 часот во местноста викана Сараиште. Треба негде да се пријават? Може да се пријават во црквата Свети Никола Геракомија кај парохискиот свештеник Лупчо Симиџиевски. Така. Да. Дали има некаков да речам ритуал пред самото фрлање на крстот, затоа што ние што сме граѓаните сме оддалечени, не сме блиску до владиката кој што и до сите оние свештени лица кои што се наоѓаат на самото место на настанот. Што се случува таму? Ние оддалечена гледаме. Тоа не е ритуал, нели го слушаме на Евангелие кои се читат за кои го спомнале евангелистите во Евангелијата за самото крштевање на Господ. Го слушаме Евангелието, тропарот, нели, и молитвите за самиот водосвет. Тоа значи да нема никаков ритуал, него тоа се молитви за се молиме на Бога за да слезе Светиот Дух. Колку пати треба да се испее, значи тој тропар за да се фрли крстот или нема некое? Да, па тоа е непишано правило. Обично погодуваме ние 2 пати, 3 пати, уште еднаш треба, па се фрли, не се фрли. Да, се случува нели некогаш пред време да влезат капачите. Во владиката мора да го фрли за да не се соберат сите тука како изминати години, па така, некогаш го пее 3 пати, така. Во зависност од како ќе постапат оние кои се подготвиле, бидејќи вистина се работи за доста ниски температури, се нестрпливи луѓето да се стрпат, мислам. И тоа би апелирал да се стрпат, дури не даде знак владиката, дека ќе фрлат крстот во водата. Дали ќе имаме гости од другите православни цркви на овој ден? Имате ли некој поканет или? Да, немаме најава ние за гости, меѓутоа капачи, знаеме од овие податоци што ги имаме од парохиските цркви, се пријавени од други градови, и од Дебар, од Битола, и од Кичево, исто така имат пријавени капачи, мислам, за самиот ден. Реков дека координацијата меѓу црквата и другите оние кои што се инволвирани, еве конкретно локалната со јавните предпријатија во организација на овој настан, неколку години наназад е значи на едно добро завидно ниво и претходниот говорник кажа дека доста ги почитуваат вашите сугестии, посебно за денот на Богојавление Водици, на кој што сакаме да дадеме една на вистина верска димензија и нота. Што е она што дозволува, значи црквата, а што е она што можеби не би требало на тој ден да се прави? Да, значи нема тука правило што треба или што не треба да правиме, нели
самиот празник се знае како се празнува со богослужба и нели на градско пристаниште кога се извршува тој голем богојавленски водосвет. Сега овие години видовме дека се успешни во како вака организација, бидејќи го сведовме на минимални работи и така да секој граѓанин, секој присутен да се осети дел од празникот, да не се дава значење на поедини личности и така натаму, бидејќи се работи за верски Господов празник и за празник на народот. И секој еден треба да се осети дел од празникот, а не да даваме значење на поедини личности и така натаму. Така затоа го сведовме на најминимални организации работи за секој да може да го осети празникот и да се осети дел од празникот. Не да даваме на значење на поединци, него да даваме значење само на празникот или на нека и забавна компонента, так, туку да си се задржиме на она што навистина значи самиот празник. Значи, благодарам за вашето учество во Лупаеве. Реков, моравме да вклучиме повеќе гости, затоа што од повеќе аспекти да ја разгледаме како оди организацијата. Како и претходно што реков, се надевам дека све ќе помине во најдобар ред, во духот на православието и на големиот христијански празник Богојавление Водици. И ќе чекаме да видиме кој ќе биде најсреќниот, да ни се осветат водите на езерото и да ни носи благодет. Ние имаме и така имаме благодет, значи што живееме во овој прекрасен град и покрај ова езеро, но кога ќе се осветат неговите води, навистина добива една поголема верска дименсија. Да, токму и за тоа зборуваат владиката во својата беседа во оваа година за како благодатта Божја слегува врз сите присутни, која ни се дава по милоста Божја. Так. Вас ви посакуваме успешна година и успешна емисија. Благодарам. Еве, започнувам со ова сезона. Се надевам ќе имаме плодна година, убава, мирна. Градот ќе ни оди во нагорна линија со самото тој граѓаните ќе бидат посрекни и позадоволни. Благодарам за вашето учество.